Здраво на сите, имам еден специјален рекеп за вас заради тоа што на почеток ќе направам само многу кратко ревју на целата недела и на целиот месец мај, што беше одличен, и после тоа ќе имате шанса да гледате цела лайв трейдинг сесија, саат и пол, заедно со Тино од Театар Комедија, кој ни е студент и у исто време беше у канцеларијата на Prime Class и заедно тргувавме, поставуваше многу интересни прашања. Прво има стекнато многу добро знаење за толку краток период и плюс прашањата што ги поставуваше и практичните примери што ги дававме за време на тренинг сесијата, верувам дека многу ќе ви помогнат да научите доволно не само за базично ниво, туку и веќе на кај понапредни стратегии за тие што сакате. Така да беше многу интересно. Сега на кратко ќе ги разгледаме бројките за месец мај и за претходната недела и продолжуваме со лайв сесијата со Тино. Значи што имаме? Ова е рекеп. 1 мај до 31 мај, гледате дека го завршува месецот со плюс $790. Океј е, може да биде многу повеќе, направивме неколку грешки, ама многу помалку од претходните месеци. Така да, ќе беше некаде тука меѓу $1,500 до $2,500 плюс, ама океј, задоволен сум, позитивен месец, профит е профит и идемо дали. Трейдвин 49,4%, што значи тоа? 41 профитабилен трейд, 42 минус трейдови. Тука имам неколку брейк-ивен трейдови, мислам дека 3 или 4 што се пример минус $1, минус $5. Значи имам тука неколку трейдови што се минус многу ситно, значи минус 0,5%, пример што е скоро брейк-ивен, така да би бил поголем процент, ама нема врска. Тоа е како е трейд зела си мере скроз правилно на до децимал. Сега тука знаете дека зборам цело време дека правилото нормалниот процент на трейдери со оваа стратегија е некаде 50 до 55% трейдинг, така да јас сум веќе у тај скоп. 55% 60 би било идеално, може малце да го појачам, да. Меѓутоа, дека ми е просторо за најголем импрувмент ми е тука у профит фактор, што зависи од win-loss трейд. Гледате дека имам секој профитабилен трейд ми носи $117 у просек, а секој лос ми губе $95. Значи, тука дефинитивно уинерите можем да ги држам повеќе, а лосовите да ми бидат помали. Например, идеално би било тука да е 200 спрема 100, да речеме, 1 спрема 2. И ако го успеам да го направам тоа, тука рачунајте дека имам $100 на секој трейд како разлика. Значи $100 без разлика, ако ми е 50% win rate и имам 100 трейдови, тоа се 100 трейдови по $100 што ми носат $10,000 профит. Океј. Настрана бројките, да видиме што се случуваше у текот на неделата. Лошо ве почнав. Microsoft трейдо прво, не го земав профитот кога бев плюс 80-90%, и после тоа излезов кога веќе покажуваше дека би продолжил надоле, значи стоп лосот ми се едноставно активира на левело, излезов минус $500, мислам дека ми е тај трейд. И после тоа утре дента направи брейкаут нагоре. Уште држам еден Microsoft за септември, што веќе е многу солидно плюс, што ќе верувам дека кога ќе направи gap fill ќе надокнаде за лосо, меѓутоа тоа ми е на поголемиот акаунт, не ми е на овај што ми е врзан со Interactive Brokers на малиот што го користам за лайв трейдинг сесиите со студентите. Така да, одличен рекавери заради тоа што минус 650, скоро минус $700 бев на почетокот на неделата, после тоа имам два денови со многу висок win rate на трейдовите. Гледате, тука е 8 од 9 winning trades, тука е 6 од 8 winning trades, така да овие последните два дена беа феноменални. Петоко беше со Тино, така да ќе можете да го погледнете сега у продолжение. Така да завршувам неделата тука некаде на break-even. Сите недели ми се позитивни, што не ми се случило до сега од како го имам у последните 3 месеци, како ги снимам овие рекепови и слично. Така да, одлично. Беше многу добар месец јуни, мај, јуни ќе бидам попредпази заради тоа што можеме да имаме корекции и нема да се ставам у ситуација да се залитувам заради тоа што имало одличен раст у мај, сега и јуни дека би продолжило исто туку, ќе бидам повнимателен, стварно многу по стратегија ќе ги водам трейдовите и ќе пробам па да
да врзам два позитивни месеци у серија. За продолжување, уживајте у лайв трейдинг сесијата заедно со Тино и надевам се дека многу ќе научите. Поздрав! Меѓу време додека се спремаме, отворив Nvidia отворив на ретест тука, на pre-market high. Од Microsoft пише нагоре, од Bounce, од на ретест на EMA Cloud, pre-market high, previous day high. Има се добро да си Да, имам видео. Знам, да, видов дека има Видеото и го најдеш тука. EMA with target price, SS. Тоа е тоа. што гледаш на најчесто. Тоа е краткиот тренд. Краткиот тренд. Тука се он се состои горната линија му е 9 и EMA, а долната е 20. Назад, Да, ова е 21. И обично кога е вака, кога има вкрстување и кога е над VWAP, имаме боли сценарио на краток, на мал таймфрейм. И тоа е дополнителна за афирмација за трейдинг. Јаковото? И љаковото е VWAP. Што е вила? VWAP е Volume Weighted Average Price. Тоа значи Волумено што го дава. волумен со цената. Просекот на цената и на волуменот у последниот период. Значи од прилика дека би била како дава додатна зона, дека би имало сапорт дополнителен. И на пример сега ако ни се поклопе како тука со pre-market high, previous day high и исто и краткиот тренд дека е bullish, значи ептен повеќе работи ни додават на веројатноста тоа преска на пример што напишав. Аха. Освен левелите, што друго правиме? Конфирмира за поиш. Е дупло се случи. Абе, Не би требало дупло да се пушта, се случи. Место да нема. Само на Zoom, да. Да не ради микрофон. И сега гледај. Сега тука што ни е главната ситуација. Значи имаме breakout на Nvidia, така ли? Сега тука имаме Што ти брекнува ова? брейкнува ни оваа зона. Ова? Горе. Тоа е лоуто? Тука. Брейко е тука. Значи ова ни е добро. зоната Добро. pre-market high, previous day high. Така ли? Така е. И во исто време има 20 SMA, плавата. Значи плавата е тука и постепено тука, значи прво консолидира, не дозволува цената да падне надоле и веќе е тука интересно. Не отворив ја тука, направи памп нагоре, па враќа назад и гледаш и оваа како опашката што е оставена да. на свеќето. И тоа ми е тука кога направи такво нешто над EMA Cloud и кога почне да исполнува боди, веќе ми е многу атрактивна за бај. Со тоа што конфирмирам повеќе. повеќе работи на не Тино да конфирмира. го закачаме. VWAP, тоа што го кажавме дека од оздоле и сега А освен овие 4 или 5 да, што ги користиш у секој сетап. Исти Секој бе? сетап, да. Или исто за различен сетап различен? Не. Истото. Секој сетап истите. Секој сетап за day trading ги користам истите работи. За swing trading е друго. На поголем таймфрейм се гледа слични работи. Например, тоа уште не можам да сконтам зошто истите сетапи што ги гледаш, само што ги гледаш и ги пратиш, не ги трейдаш, пошто ја ги учам сега. Ти кажам преска 3 од 10 ми искача. Да. Не или 2 од 10 или 1 од 10. Сега ќе ти кажам, на мене на пример win rate за овај месец ми е 40%. Значи 4 од 10 ми искача. Ама сумум профит заради другиот елемент што ти го спомнав. Кога на трейдови што земам профит, ми надокнадуваат за 2,5 лос. Да, тоа што ми рече преска. Заради тоа со 40% и повеќе, за тоа со 40% сега ќе направам рекеп на целиот месец, ќе видам некаде сум плюс $1000. Значи примерно направил сум 40 трейда. Од тие 40 како ќе му дојде? Значи 4 по 16 се профитабилни, 24 се со загуба, ама ти пасивно нет профит. кажуваше во едно видео го имаш тоа дека со 2-3 трейда може и на Инстаграм беше. Да. Се вадиш. Па има еден. Има еден.
Кај ти е стоп лос под ваква, така? Стоп лос ќе ми биде тука пошто погоре отворив, тука ќе ми биде од EMA Cloud да не затворе боди на EMA Cloud. Што е ова кога отворил Марк, ова што ти Плавото? плавото SMA, тоа е 20 SMA. 20. Да. Значи Сега. користиш 20, 50, Сите SMS ги користам. И сега тука ако не врате назад ќе излезам од трейдот. Па тоа ти викам. Еве. Бам, враќање назад. Видаш? Некогаш На колку многу гледаш, на пати 2 минути? на 2 минути. Некогаш тука претходно сум изловал. А гледаш сега колку сум пострплив. Викам ако не коментирам во жив, ако затворе, ќе излезам, ама многу веројатно да се случи истото, пошто претходно си има случај. Преска. Нели? Сега дури можем и да дадам позиција. Отварам уште на позиција заради тоа што место додека што сакав да видам, много едноставно, нели купувачи се туку питање. Дека купувачите сакаат да одбранат некоја цена или зона. Ако ми се покаже втор пат дека ја бранат, окей, значи Колку ти е дополнително take profit или не? информација. Take profit, овие се со 0 expiry, за тоа 215, они се веќе in the money. Значи, у моментот, пример, тука, кога ќе дојдат на high of day, они ќе бидат некои 20% у профит. Тоа е добро пример за прав take profit. А вториот ќе ми биде, кој ќе направи, ако го пробијат овај левел, тука. Тука има short ордери поставени. Значи, тука ја чекат да ја шортат па за надоле, нели? И плюс овие земаат профит, што се стигнале, што Исти земаат профит. Ако се појават повеќе купувачи тука на оваа зона, ќе избуткат цената нагоре, шортерите се приморани да купат за да вратат, и го чекам сквиз. И таму од 20 ќе испука едно свеќе, ќе ми направат 40-50% излава. Толку. Тоа е декаде. Теата е веќе Тој ти е сета подпоставен и додека не се исполни, си стоиш. додека не си спомни Трпиш, што не взимаш профит на 12%. на страф, емоција, нешто такво. Држиш до сетапот. Едино ако видам, нели, па се адаптираш спрема ситуацијата. Ако видам пример weakness, на пример, неколку пати да ми одбива вака. Веќе многу е веројатно дека после тоа брзо свеќе ќе ме надоле. И таа ако не бутне ќе не бутне минус 20, минус 30%. Да не се случи тоа, може и да Па ја го имам тој проблем со што го збориме. Цело време, ама тоа е затоа што не знаме, тоа многу е интересно. Затоа што се додека тоа го сватив како чувство е многу интересно. Се додека ја го играм се уште на предпоставка моја со многу малце знаење, како вие што викаме да исполниш 6 услови за да ми потврдат confirmation. И јас со 2 го играм и чувството ми е се уште дека не го разбирам и се уште ми е чувството како чувство на коцка. да. Не разбираш? Да. Тоа го сконтав како чувство затоа што е од незнаење доаѓа. Затоа што ти немаш доволно знаење за сетапот што И го немаш доволно самодоверба дека ќе ти успее, заради тоа што имаш чувство дека ти недостасуваат работи што треба да ги знаеш подобро. Да, и многу често се дешава тоа, веројатно им се дешава на сите, да мислиш дека ти си баксузот. У нешто ќе влезеш и надоле ќе иде у Нема. 70% од ситуациите и не си викаш така, јас сум баксус. Ја деве, ја ќе стиснам, ќе паднеш. Не можеш да Поготово си, за day trade. не можеш да си, тоа нема никаква логика со Се гушкаме двајцата се завратени и пошли сме тоа нема логика со науката позади. Ако го гледаш, нели, тргувањето како наука, заснова се на научни факти, а не се заснова на малер сум, не сум малер. Да. Што пробуваме, нели, ако направиме најдоста, што пробуваме? Пробуваме да најдеме edge setup дека што со една стратегија, со одредени варијабли, ако ни се поклопат, нели, чеклист, чек, со утек на 100 трейдови, ние ќе бидеме на 55 профитабилни. И сега ние прво нешто што е многу важно да веруваш у сетапот, да ти е battle test. Така Како го кажуваш око најлесно да е тоа, најтешкото теоријата е многу лесна. Теоријата е и кога играш кошарка викаш Само тројката, само од тројката да наместам раката да бидам одморен, нозите убаво ги поставам и шутнеш не можеш да обрче да откараш, така ли? Тоа е и кај наша професија го има тоа, сите сме најбољи глумци. Па кажи ми пример сличен како за тредањето те у твојата професија. Например, имам многу голем дел од глумците у професијата што не ја сконтале играта во професијата, што мојата професија е занет,
Извини само ово да го искоментирам. Прати сега тука. Гледаш ги овие две свеките тука дека консолидацијата била. Значи ова ако е коцка, така ли? Добро. Значи тука ако имаме волум чарт од страната, тука ќе има спајкови. Тука е зона на борба, така ли? И сега се додека се бране оваа зона тука коцка, Добро. значи има потенцијал да оде. Па гледаш од ново гледање. Од ново гледање. И сега ти тука си имаш замислен левел кој што ти Замислен, да, викаш си вака, замислен левел, консолидација, ваква. Тука, ако е била тука борбата. Да. Тука оде догоре, паѓа надолу, нели пинг-понг, нагоре, надолу, нагоре, надолу. Сега сме. Тука нема левел, ама Нема левел, ама го гледаш дека има волумен. И тука волуменот доле го правда исто. И сега што не е важно? За да ни биде валиден трейдот дека ќе продолжи со потенцијал нагоре, ни е важно да избие над оваа цена. Добро, тука се опашки над оваа. Значи и тогаш е добар момент за пак да влезеш? Не. Или не? Не. Што ти покажува тоа? Само ми покажува дека можам да бидам комотен дека ќе ми стигнала до прайс таргетот цената. Еве, гледаш. Симне пам. Гледаш? Да думаме малку. Видели што се случи? И баш се поклопува зашо е EMA, гледаш, и EMA Cloud е како едноставен начин да го прикаже тоа што сега го нацртав. Вака. Гледаш, тука е борбата, тука е волумено, шире се бендо. Значи има рейндж голем дека што мораме како прескачу ти реков да му дадеме простор до доле да отиде, а дали ќе врате нагоре. Можеме ово истото да го направиме во моментот на други некои што се на watchlist чисто. Може. Или мораш да чекаш. На пример преска Robinhood на почетокот која гледавме. Реков ти ќе ја чекам тука, она веќе беше многу испукана. И викам ќе ја чекам тука. Значи подобар левел би бил доле да дојде. Со тоа што при маркет хај е тука, така да може и од тука да испале, пошто и тука е EMA Cloud, гледаш го дека. Таму седим, да. Да. Еве. EMA Cloud, ама па она е под VWAP и ова е на 15 минути. Значи она што значи ова не е добро тука на Nvidia моментално. Ова гледај, пробува пушап да направи, ама има наидува на ѕидови цело време. Така да, ама у исто време се прави каква resistance line. Знаеш, да. Што го направиме? Ова ако го нацрташ на 2, се направи и на 5, обично на 2 и на 5 се поклопува, гледаш. Ама па на 5 што не ми се свига, гледаш како има едно одбивање, две одбивања, три одбивања. Така да, што ти значат тие преска зборевме малце за тоа. Во кое време што поише гледаш технички? Највише за day trading гледам 15, 5, 2. Минута точно не користиш? Исто тие повеќе за стил, па се доведуваш до ситуација за стил на трейдање. На некој важно е на вака, значи што играме ние тука со сите трейдери на светот, така ли тоа е работа. Ако поголемиот дел гледат не, Иван не, пошто значи не се сите активни моментот што трейдат, на пример овој излава. Сега може тука сме вишу критична. Тебе да не речат дека Тинчо ништо не отвара нешто, па чекај. На преска се замува бетик, не треба ја да седам на вак. Тоа зборевме преска, уствари колку е колку е тешко да збориш, да раскажуваш и да го правиш, пошто мене како почетник, како аматери човек што појма нема. Само ова можам да го правам. Не можам Гледај сега многу јака работа. Гледаш ги спајки какви што прави. Ти да седнеш тука, ти но тук. Како гостим на средината. Ајде. Он да не му е среќно толчево. Нема среќа тука. Тука е. Погледај сега што може да му е многу важно на Nvidia. На Nvidia гледај сега, точно е тука на рабо на резистенс. Ама гледај што се случи. Беа S&P и QQQ беа упад и сега моментално прават pullback и враќаат назад. Тоа што ни значи за pullback, тоа значи дека тука имаме потенцијален ботом и дека кога дојде доле, после е време да левел. Не, од кој левел моментов? Тоа е при маркет? Да, овие се при маркет хајс. Тој, да. При маркет хајс и двата. Не, дури не е ни толку важно од кој левел кај нив,
Мислам, има многу клучни левели, ама кога дојдеме у ваква ситуација да оформе ботом и да испале нагоре, гледаш што се случува кај другите акции. Гледаш и кај видиш што се случува. Да. Гледаш? За тоа се поврзани со ETF-овите ствари. Тебе ова ти е конфирмација на сетапот, Да. идеме следно ниво, ти го, Да. го дигаш, Следно ова го играш. Ова ни е тука сега. 217-27 Она што го до збориш дека чека. 216-86. Ако играме сега на скалпинг, тука дефинитивно тие што Земаш. скалпират тука зимат профит теготе. Ама они рачунаат дека зимат по многу контракти, tego 20%, бам, сел еден контракт. И сега наредно што рековме, сквиз ако има на овај, Да. го одиме. Сега, пошто сме веќе 20% плюс, тука веќе стоп лосо ни е на break even на нас. Значи Добре. нема да дозволам трейдо ако ми отиде под 213 цена, да ми отиде у минус. Ке чекам. Она ако што ме врати. зборевме преска дека не е дека се плашам ја, дека ваква, не го гледаш конкретна статистика што ти кажува дека треба да искочиш според твојот сетап поставен, така? Тука дури не се работи за сетапо, туку се работи за winning trade да не ти отиде у црвено. Енбис мојата омилена. Да, гледај се. Гледаш како одби, точно од high of day одби. Многу се практични левелите. И сега нареден retest левел е тука, breakout зоната. Тука ако сме направиле breakout, гледај сега дека со EMA се поклопува, така ли? Гледај дека доаѓа опашката на Да, брат, на стекер. тоа што контаме дека освен левелите што се секунда извини, а ќе ми отиде мозокот од друго. Ти си создаваш и свој левели Да. кои што вклучуваат прекршување, Да. линии кои што ти ги црташ, Апсолутно. твои теории. Гледај сега. Сега сме на работа. Ај. Тоа се продава. Сега сме на работа. Сквиз? Или Пеп? Сквиз? И не може по-добар трейдол. А па тоа аудиото Тоа окей ќе ли? иде нагоре. Сега ќе видим. Ја дечки не гледам Инстаграм, исто и ја нешто си ги. Ути, пример, Стискам да не речем кај дека Мартин, не игра. не проверете Гледај ги се, убаво fail, аудиото, fail, тоа што fail. пример Да. кај Мартин видеото со бобиците што ги снима Што ми се грчат. десило Ставено значи и тоа ги за- ноут. за сетапот. Гледај што значи сега. Сега тука може да значи дека само земат профит и дека уште ќе продолжи да оде нагоре, нели? Првото Добро. спуштање е земање профит. Луѓето што го разбират трейдањето си ги поставуваат. Првиот take profit ти кажав дека беше. Они стискаат и завршува Дури само. може и ордер да си има Ордер, поставен. тоа. Доаѓа ми до high of day, продавам. Знаеш, и сега мобето од преска. Дали у тај момент ќе има повеќе купувачи за да направат За да, сквиз, да. за да одлита нагоре цената. Успротивно, ако неколку пати одбие од тука, веќе поголема веројатност станува дека ќе се спуште до долен левел на сапорт за па да За ретестира, пак па да да- ни даде нов лев. И сега ние сме биле плюс 30%. Ако отидеме доле, после јака црвена свеќе ќе биде минус 20. Да нема зашо да си го дозволуваме, ќе го изгубиме леверидж што го збориме преска на winning trade да сме плюс 200, на losing да сме минус 50. Значи, еве пак се одби од... Да. И две одбивања сега веќе на break even. Бам. Аут. Тоа значи дека ќе оди доле. Не, оно може сега и од тука да ретестира. Не мора да значи. Ама не се ставам у ситуација да си го Да коцкам биде профитот. минус 20, Да. наместо да биде... Зашо да си го коцкам 20. профитот што сум го Да, стварил. да, точно. Така да имаме Ова не овај сум трейд. ова го немам сконтано. Уште, уствари, фактички ќе му дојде ова е движењето низ сетапот. Ти ставаш сетап, ама цело време го менуваш сетапот. Ако навлезот Прилагодуваш. стоп-лост, да, ако Прилагодуваш. навлезот стоп-лост ти бил Левело, левело, у текот на случувањето Да. ги менуваш тие работи. ако ми стигне до take profit level или нешто слично веќе, значи ја рачунам, јас имам профит, така ли? И сега другиот ризико ми е што не сум го остатокот земал од- профитот за да земам поголем профит, ама нема да дозволам тај ризик да ми го однесе профитот од првиот take profit. А на пример, тоа ми Разбираш? овде ти го Гледаш што се случи. Гледаш, тука, значи ние сме на 203 улезе. 203 сме улезеле. 1,70 е моментално. Значи минус 20% сме тука. Ке ни отидеше целиот Тоа профит. го, од тебе. а за average price-от тоа што го збореше? Да, тоа е за тоа. за average price на контрактот што го имаме купен. И на CFD, на CFD малце по добро е заради тоа што го немаш тај пуш на премиумот на акцијата што го плаќаш.
Туку ти Не си оптеретен со тоа колку си платил премија. не ти е волатилно. Да. Туку ти си улезел на 215 и на тебе 215 ти е на нула. Не ти се менува. Не ти се менува Ама сетапот. и после кога пукне нагоре, па него добиваш бусто на премиумо, како што го добиваш кај контрактите. Нели? Обострано е со Да, има и ова. Младоволни студентите пишуваат вика во ков лайф баре веднаш кога месечно да се прави. Со прашање дека им Многу интересно. дека има да, нели преска предлог да има цело време некој што ќе ги прави да кара. Да почнеме. Значи идејата ќе биде да легувате ти и Ивано надвор. Томи веќе
Мајсторе. 2500 милиони само во октомври 2012. Ама тогаш имаше 7 години. Така. Кај ќе седиме? Дека сакат. Повели таман да ви Само се го паѓаш на лайв сред трейдинг, Томи, за сред дека трейд. Сакаш ли ти од тука? Вода сакам. Добар си. Седи. Добар си. Ми се поблиску до микрофона да. То прати што ми. Сега моментално на худ имам отворено трейд после овоа recovery, значи pullback long. Значи ти го отвараш ти додека без мене. Да. Кацнам, види све утна. Тесла се двумам дали да го направам тоа, ама Robinhood многу добро изгледа барем до 87 левел тука. Сега ќе видиме реклем дали ќе направи на EMA Cloud. Prime терминал такви левели на. Еве ги. Да, на Robinhood не ми ги. Кај мене не ги дава испрекинати линии, затоа изгледаме. Можно е да се Ти подесува си ги правиш. тука. Можно е тука да се подесуваат овие line. Еве ги. Они се тука, а ти си ги подесуваш line style. Од толку Како многу така, што го гледаме Томи, он како ги има подцртано левелите си така си подцртуваме сите исто по него, ако он си ги прави розеви и ние сите розеви. Порано Ние беше испрекинати. по-интересно, рачно ако се прави, сега Да, ти нема нема фанат како го тоа направи време. терминал. Не, јас Иначе порано ги правевме секој ден са бајле пред на отварање на берза и рачно се цртаа левелите, па ги пуштав у секој се Discord. да. Да, Пред да го измислите Джарвис. пред да го измислиме Джаред. Да, Алфред Нагален од Джарвис. Алфред Нагален од Джарвис. Ти веќе користиш ли го Interactive Brokers? Не, уште не сум Уште не. помотен, та отворам Interactive Brokers, пошто сум ученик by the book. Да, школски како што е предвидено Да, и баш како што сега- сте насоките дадени. Баш сега со Иван тоа зборевме, му викам ја сум скроз by the book ученик со мал акаунт како што си пишува. Да, Со колку се почнува, со толку се почнува активно, paper со trading толку се со демо. два месеци. Мислам дека демо акаунт имав со тие виртуелни пари. Тоа е најбоље брат. Колку сакаш? 50.000. Ја па скромен и таму. Не му ставам на тоа да ми стави виртуелни милион. Малце 50.000. Така. Не бе, Па не да, би да ти сто. биде по-близко 50.000. после до реалната Да, сума. да, Ти рече дека имаш акаунт 50.000 евра за трейдање и тамо демото да ти... Демото да ми е до. Демо акаунт, Демо тражете пари. Со клизичи почнува. Најако, кои се до сега 2 сати седиме. Најако дека демо акаунтот све ти иде, ќе се пребациш на оригинал распад систем. Тоа е од Заради што незнање. мислиш дека е тоа? Тоа е од не Притисок мислам, дека знам. е вистински Од пари, незнаење, дека се не. вистински пари у питање или Не, што? затоа што не знаеш доволно колку што мислиш дека знаеш, што зборевме ти предска, Да. колку цело време мислиш дека разбираш, а уствари ништо не разбираш. До тоа е. И ти едно време ќе добиеш само доверба после неколку трейда успешни без разлика за колку пари се работи, ама возбудата е иста и викаш аха го имам. Абе па го знам ја ова. Да. Тоа е најглупото чувство, мислам. Као еј, Тие моменти се губат. денес мислам дека го знам, утре не го знам. Заутре па. И тоа сум приметил, знаеш исто што приметив? Ќе се запратам, например, ќе имам послободно време, ќе се запратам чартови, лайв, Discord, она, ќе ми останат цените на акциите у глава, значи која сме ја бркале цена на Тесла, но овие 5-6 што се вртат. И додека секој ден ја чепкам, ја гледам, ја памтам. Еден ден нема да видам, пошто имам други Да. обврски, едноставно немаш време да видиш. Задутре ден така испаднат си од форма. Како не ми текнува кај бев застанат. А ти Nvidia и од твоето... Nvidia и худ, да. Nvidia, Се врати Nvidia преска што збор. да, преска што зборевме, значи тука дека зборевме на High of Day дека се одбива. Многу ме нервира дека ти го нема левел. Крос пусти... Дека кај тебе у глава го има, кај мене го нема. А како го нацрта? Таму додека е дојдел. Тука е. Ово е High of Day. Тука. Еве. Точно дека има одбиено. Е, гледај сега. Спушта се и многу луѓе многу често прават грешка тука, викат аха, кога спуште ваква црвена, викат тука ќе се одбие. И она Да. дури има Па, јас пробано, сум јас дури има што го пробано. кажа. И гледај, значи овие Пропаднале. овие опашки се само за треп, само за да ги ликвидират стоп лосови. И многу по-добра варијанта е кога се почека да се направи реклейм на 20 SMA. Имаме тука EMA Cloud, имаме Resistance Line, така ли?
И сега тука автоматски шансата е многу поголема, без разлика што еве, сега не ни успеа, па праве фейл. Ама влезо не е тука па да не спуште доле, туку сега е тука влезо, а има големи шанси тука да биде одбивањето. Зошто Томи, како ја одбра Nvidia денеска, брат? Заради брейкаутот што го има направено. Секогаш hot stock Ама има брейкаут и има повеќе, да. Знаеш што прашувам? Ме интересира како веројатно исто како што е третањето по поише знаци одлучуваш кај ќе тргнеш. Да. Мене на пример затоа што ми е многу конфузно у моментов, затоа што пратам многу, не знам од кај да тргнам. Ќе се загледам да речеме се спремаш у денот, да речеме нешто да направиш, да у мојот случај да научиш, да пробаш некој сетап. Читам на Discord групата, гледам други што зборат, вие што зборите, ја нешто се размислувам. Сега слушам само знам. морам да гледам. Пример си имам замислено, последно си замислував некој дека ќе се деси на Амазон некој свинг, пошто последниот месец, поготово мај, така од пошироко анализирам, па према по од месец, да речеме од 2 месец, од месец, и си барам некој таков момент, и ќе стигнам до анализа на денот, да речеме, ај ќе ја пробам денес, ќе видам што ќе се деси, и умеѓувреме и друга акција ќе ми улета. Да. И ја со 4 акции тоа го правам и каша ми се случува во мозокот. Затоа те прашувам како одлучуваш на кај ќе ја фатиш. Што направи, продаде? Продадов, да, пошто ми го брейк направи на левел стоп лос автоматски, ќе чекаме нова шанса за... Откај знаеш дека не е фейк? Да. Па не можам да си дозволам да на мене сетапот ми не можеш да дозволиш да така. На мене сетапот ми е ако отворам тука, дека тука ќе се појават купувачи што ќе го одбранат левел, уствари што ќе одбранат цената. Ако не го покажат таа сила, не ја покажат таму, на мене ми го инвалидира трейдот и нема зашо пример да дозволам да ми отиде минус 30, минус 40%. Иако оваа зелена свеќа може да врати се на туку, ќе почекам да врате назад, па да го ретестира левел. Тоа ти е сетапот што го користиш брейк ретест, конфирмација. Значи дали цело време додека движиме у чартот на 2 минути, цело време еве сега пропадна, излезе од позиција. Да. Пак чекаш брейк и ретест. Нема само еден брейк па да влезеш, така? Да, пак го чекаш дефолтот на сетапот. Може да биде во фейкаут само и после вториот или третиот пат да и не излезе уствари сетапот што сум го чекал првиот пат. Нели? Мораме на брейк и ретест веројатноста на остварување е 60-70%, значи 6 од 10, така ли? 6 од 10 трейда имат валиден брейк и ретест. А кога пропадне и не излезе како што треба, тоа е фейл, така ли? И сега мораме да имаме план за излез ако е фейл, а да не дозволам пример да ми го униште акаунт. Знаеш што ми се дешава мене многу често гледајки, има брейк, има ретест, не пали нагоре. Пак, брейк, ретест, не пали нагоре. Пак, брейк, ретест и 3 сати стои у таа зона. Тоа е чопи зона. Ама многу често го гледам тоа во... Сега моментално гледам. Сега Spy QQQ види што прават. Spy QQQ паѓат надоле. Маркет хай. Паѓа и свеките им се више надолна упадце, значи паѓа цената од 758 моментално е на 755 и не покажува знаци дека ќе застане некаде, значи услободен пат. И сега кога целата берза оде надоле, дури најјаката акција да е на светот, на неј е тешко ако ти отвараш позиција дека ќе оде нагоре да оде. Треба, значи тука сега да речеме... Таа акција го води... Тоа се поврзана... Они се секогаш поврзани. Првиот показател е тоа? Да, обично, кога, пример, сакам да отворам лонг позиција, тоа е за нагоре да оде, гледам и S&P дали имат оформено некој ботом или дали се имат шанса да оформат ботом и да имаме одбивање нагоре, уствари ботом и одбивање нагоре. Ботомот ти е само кои левели ти се ботомот у моментов? Примаркет сега хай, само тоа е лоу, дојдеме на сел зона Robinhood, тука на 30% ќе продам. Наместено му е Машко да му збори. Ја продале, браво Томи. Да го теши. Машко намести женско. Тоа не сум помислил стварно. Браво, мислам дека браво интересно ќе биде. Одлично, 20% профит, како
Да не ти е не мило што ќе го земеш. Како да направиш? Леле 20%. Добро што да. Претходно ме прашуваше ќе прате некоја порака за нешто ќе ми праши и гледам кога отиде нели на турнејата На турнеја. и го однема и викам готово, баталиле инвестирање. И само му пишувам, викам толку ли се инвестирање реферат. Што вика? Ја толкав реферат му пишав, дечко, дали си ти нормален, само више не си ми омилен ментор, на кај Томи отидов. Ова поминав се, а? Гледи, ме навлече со ова, сега ова е драйвот. На допамин. Ова е драйвот. А на почетокот сакаше вако, вика само за дето каже ми како вика. Пасив. А ја SMP 500. Станеше на А пасив. ја ќе го утепам, ја него прескам му викам надвор. Абе, што не ми рече, абе, дай си SMP, чао, што? Види курсов да не ти се присвиѓа да некако дрога да даде некоја, сега ќе се тресам, ја ќе викам, ајде, Софај, отиде, што се претвори. Да. Влече, и тоа многу често се случува. Многу има и у обратна ситуација. Вика, Ова јас сакам ова да е- трейдам, сакам сигнали, сакам... Трейд ти е најнавлечен си ако си тука. Како знаеш, оние нивоа на дрога да ме еднаш неделно, Не ги Си знаеме лавал. ние тие. Ја не сум. не ги знам ни ја од документарци што се гледа. Така да и ова е Нели мислиш дека, замисли, ќе имаш, сите ги гледаш како поединични вештини. И сега, зависно и од лајфстајлот што ти у моментот, зависно од работните обврски ангажмани, да можеш да се прилагодуваш. Пример, ќе имаш да речеме летото, Те слушам иначе тоа да некои не, само да видиш у како. некои професии. Земи ова. У некои професии, пример, летото им е слободно. И сега летото може да се посвете на деј трейдинг, така ли? Океј, него. А кога дојде да речеме септември, октомври е пребукиран со врски и може пример да си го тера активно или пасивно инвестирање на аутопилот. Па после пак кога има простор, па да може да си дојде тука. Ако можеш, само мислам дека на почеток и тоа зборевме и со Иван го ќе сватиш психолошки тебе колку ти ти кажав преска место сум си го свичнал времето место да вртам Инстаграм и вести, отварам Дискорд, читам групи кои што направил, па се пребацувам на TradingView, па една преку друга, па знаеш кога ќе забладаш на телефон од еден рил на друг на видео, а сега истото го правам само од една на друга, на трета, ај ќе пише некој види што се случи овде, ќе отворам таа, ќе вратам поназад да видам, така ќе го потрошам времето. И одеднаш психолошкиот момент ти кога ќе станеш со бајлето, нели не отварам вакво, не го отварам да речеме Т212 или Да, не гледаш TradingView или прво- Discord. Прво Инстаграм веќе. Разбираш, како малце те поднавлекува. И тоа му реков на Иван. Фомото, кое што цело време сите го зборат и се тупи цело време за тоа, уствари, ја кога сватив дека уствари, ја не мислев дека психологија на нешто може толку да влие. Му кажав, шо правам јас, што сум толку почетник во ова и не, ќе прочитам, ќе се зачитам, седам дома и се тресам, викам, леле, ќе ставам. А не знаеш ни каде, ни што, ни зошто, него ти проаѓаат вака 3-4 информации, Да. истото и со day trading. Еве го, они отидоа, ја го пропуштив. Сега, леле, сега ќе ставам, тук, баб, Па ќе минус видиш 12, 13, што направив глуп сум. Па глуп си. Ќе отвориш TradeWinds ќе видиш. Не можам да поверувам колку дури тоа појако е од тебе само ти иде и ти стиска. Тоа е Како како вака ти стиска. дјаволот што тука да ти стои на рамото и да те Многу е смешно. Он ти стиска. И оставаш и викаш што направи? Да. Значи толку е без разлика на парите и на влогот. Тоа ми беше поентата на муабетот. Ја и со мал акаунт, на мал акаунт by the book, го осеќам тоа. И за трейд, пример, кога ќе влезам да пробам нешто, со стоп-лот 10, take profit 20, еден пример, школски, ништо поеше ништо, го осеќам тоа фомо и ова што го збориме, ќе излезам, не излагам. Ќе излезам на 12. 1500 Ајде уште малку да пати, идам. 1500 пати ми си има десено 16. Да излезам на 16. Не, ќе идам by the book, си го чекам 20. Не зимам, паѓа доле activate stop loss. И си викаш, како требаше да изиграм? Да си останам доследен на сетапот, стоп лос да ми тригерне, да излезам да изгубам 10, а не земав 16. И да се со толку мали цифри, толку мали ти па се бориш психолошки, требаше, не требаше. Што ќе направиш следно? Сега ќе најдам друг сетап на сила, а не знаеш уште.
знаеш малце, ќе најдеш од 90% нема да ти успее. Сетапот, така, пошто немаш доволно нити скилс, нити тренинг, нити знаење. Ти изгубиш уште 2 пати по 10, пошто си играш така, и викаш, тапа, седиш, Не е ово за мене. не е за мене, него си викаш тапа, седиш, ти си уште у ФОМО. Ова све мене под ФОМО ми спаѓа. Ќе оставам, кидам, ќе правам нешто друго. За 2 сати ќе отворам Дискорд. Ракети летаат, некој сетап туѓе што Ти викаш, мојот што не испадна. не, ти викаш теа пак јас. Па не, Значи, разбираш, се бориш со ФОМО на без разлика на сумата, ти не мора да в тебе ФОМО е врз играта ти прави ФОМО, а не парите кои што ги ставаш. Веројатно на 100.000, на 50.000, на вакво е, тоа е по интензивно или поголемо, ама чисто јас како почетник споделувам каков тип на Да, што осеќам. Како Значи ја тоа што вика Томи, се бориш јас со пред да почнам да слушам ова, ја имав нула познавање. Јас сум скроз табула раса. Тука прв пат учам за овие ствари. Претходно сум имал другари што трейда и крипто и се собира, а потоа никад сум седел со нив, монитор не сум погледнал. 1500, значи сум као скроз од почеток и скроз веројатно и голем процент од луѓето што се смеевме што низ вакво. А тука на почетокот пример, што мислиш дека е целата работа? Како ти стана интересно? Кој момент ти стана интересно? Го сфатив дека е скил, дека е занае. Дека е како, затоа што мојата професија е занает. Буквално како челар, како Сванаго дека е игра, дека не дека е на занает среќа и дека е коцка, скил. туку И првото што ме привлече не беше тоа коцкањето, него беше широкиот контекст. Може ќе го збориме ние вечер широкиот контекст. Финансиска писменост и нешто што е многу нормално и постои многу долго во светот, а ние немаме. нас го немаме. И јас се кепи да ме рече како ова не сум го знаел пред 10 години пример. Да, ама мислам дека на сите ни е тоа чувството, ќе го збориме и после ова. Да. Што сакав дека на сите ми е чувството кога ќе видиш, не мора ти да имаш некој профит и викаш, направив 2 милиони, топе ова, функционира, работи. Не, од самото тоа што го гледаш, без да тргуваш ти гледаш дека само да го пратиш. Нели како се вика, на почеток пратиш, тоа го прашав Томи, за колку сати да изгледам чартови, ќе почне нојсот да ми се намалува у глава, затоа што мене уште ми е. Да, па ти Морам да за се левел, пример, горе. На нас не ни треба да ги гледаме, Да. пример, работите. Ја гледам таму дека е у даунтренд и левел дека има надоле. Не мора да го нацртам. Или тука гледаш овај у аптренд, пример, кај Палатир дека е. Мене уште ми Ама треба и да го време видам, ти треба. ми треба и да го прочитам кој е левелот. Значи да ми пишува, значи вака ги гледам и сега морам да знам, ајде сега на Томи му се обележено, веројатно тоа треба да почнам да го правам и јас да си ги обележувам визуелно. Испред 1000 минути стандарден. да виде примаркет. SMA-то да ми биде у друга боја. И многу често ќе ми се поклопат таму левелите со некој друг индикатор што јас го имам ставено, да речеме, и малце уште ми буни, но и си ми прави. Свеќаш, Да. поготово па кога дојде левелот да го пробие нагло, и јас си реков, чекај, сега ова е левел, кој ја друг видам кој левел е, зошто толку лесно го проби левелот? Која е ситуацијата у моментот? Може да пробива 200 SMA. Да. А ја друго сконтам ми е многу нојс. Ама, например, кога ќе сконтам, јасно ми е, ова се случи, што поише гледам, толку по јасно ми Се чека целата логика да ја сванеш и во исто време психолошки добро да ги соџвакуваш работа. Техникалите се едно, психологијата е друго. Сам тоа што зборите дека многу има логика, дека стилот на тренирање доаѓа од психологијата. Занаетот сите го знаеме, брейк и ритест сите ќе научиме. И знаеш, Пробивање левели исто. ти го кажуваш пример сега, овај момент многу сме го дискутирале пример со Томи за некој ќе го гледа брейк ретест, ќе рече ова е доста едноставно и почне да тражи други сетапи, како ти пример што си седнал пример и ги истражуваш работа. А во суштина не ти треба на теб 100.000 сетапи да знаеш или 100.000 параметри да се. Само
по брейк и ритест ако се водиш, толку 60-70% функционира тај. Само треба да си достоен и да следеш работата и само тоа да го пратиш. Не ти треба многу филозофија. Исто мислам дека сите, ја пошто како студенти вајбот ги знам од прилика прашањата и до кај се луѓето што се читам у Discord. Поздрав до најакото комјунити у свет. Збориме и за тоа после, за Discord комјунитито. Ги интересирам и мене и малце на колку, дали можеш на било кој таймлайн да мериш брейк и ритестови? Да, можеш на било кој таймлайн. Само У кој таймлайн ти е точен за моментот? 15, 5, 2, 2. прво, најважно е да си го дефинираш стилот на тредање. Ако се работи, нели сакаш, јас сакам дей тренинг, пример, да речеме, и сум спремен од 3 попладне до 5 да не мрдам од компјутер, деца да има, што и да има, никој да не ми одвлекува внимание. Пошто гледаш и тука додека збореме, фокусот е се. Ја ти реков како Некогаш е една секунда за да направиш добра екзекуција или лоша екзекуција. И сега, од тоа ако појдеме, на почетокот секогаш е добро да анализираш, да најдеш само неколку акции. Тоа ја и од Иван го имам научено уште скрос на почеток кога збореше за инвестирање. Што вика, не ти треба 200 акции да имаш за да правиш профит. Треба да се специализираш за 5-6, да им ја научиш природата и само тие да ги тргуваш. И пример сега, ја имам да речеме 10-15 акции што ги вртам цело време. И ако погледнеш на Discord назад и од лански канал, може 2-3 да има промени. У двете години има 2-3 акции сменет или додаден. Тоа фикс. почнав да го сконтувам. Сега да се надоврзе, Раска што ми испрати. Гледај што вика. You don't get rich by diversifying into PSA mediocre assets, you get rich by finding 2 or 3 asymmetric Ова, види, Runs. само да почнеш да го правиш ова, да почнеш да трейдаш, да се занимаваш со ова, самата логика ќе ти се покаже дека као мене например мислам дека со тебе го зборев тоа. Јас сум земал да речеме, извините го дрив микрофон. Јас сум земал, не ја го. Јас сум земал, како почетник сум читал анализа ова добар, овие ја купуваат ова, вие сте сум ја купил таа, сум купил друга. Сум купил за 100 друга, 150 трета, 200 друга, 150, нели, чисто да видиш што се дешава. И после некој период ти сваќаш дека место чисто анализа, место да имаш 22% раст у портфолиото, имаш 13. Заради тоа што си распрчка на overtrading. да, тоа ми е, ама тоа може и прашање и за после да го збориме, да го дискутираме на лајвот. Дали е попаметно, например, стратегијата ако ти е дали мислиш дека е подобро да си 5-6 за побрз раст, да немаш она заштита од диверсификација? Па зависи ге. Јас секојаш нели зборам дека секој треба да си има своја стратегија. Зависи од тоа на тебе што ти одговара и тоа не значи дека тоа на мен што ми одговара треба и на тебе да ти одговара. И исто пример тоа ми е у day trading, ја гледаш дури ни не правам overtrading, ќе направам едно купување и може еден месец и ништо да не фаќам. Само ќе следам, ќе си анализирам работите, ќе гледам што како се движи. Различен стил е како тоа што думаме преска пример. Некој игра пример како центар, друг игра како бек, трет ќе улегне само ќе шутира слободни пример. Па тоа е интересно тоа што викаш, тоа е една од првите работи што те фаќа ова, го ми рече што е прво. Прво е ова што викаш финансиска писменост, а второ те фаќа тоа дека имаш за било кој лајфстайл и за било која желба и овакво време има, немам време. Да немаш време, да имаш време и само да помалку сакам, повеќе сакам, не ме интересира да седам на компјутер, сакам автоматски, нели сите тие. И да немаш зашто да тргнеш пари да правиш и да ти работова и да не ти е и да го ставиш да забориш. Тоа е едно од прво што привлекува Иван. Тоа е дека имаш многу опции што како да играш со твоите средства. Едно прашање тука. Ајде. 431 тука ако помине Тесла, што ќе направи? Па немаш левел. Немам. Што тоа ме нервира? Што ќе направи ако го помине 431?
пак излезе од оваа зона. Ај гледај ги ти, пробај сега без левел да си направиш левел у Значи, главата. ќе ја пробие, Ако земи со маус ако ти е полесно. Еве го, тоа што ти го реков, сега се случува. Да. Влезен со А ти он ти тепа профи 25. Абе, дај бе брат. Све што дечки нема со овој ме зазборува, овој си тепа од преска профи. Така се договоривме со Ова брат. Јас мислам од ова. Што е тоа? Дека не ти го гледам левелот, само што ти кажам дека не ти View up, зашо до таму? Преска, мислам дека го дискутираме. View up. Да. Се е под него. Да. Ама брат, чекај ме малце ова, ја не ни гледам што се деша, ова е многу под. Гледај се. Примаркет, лоу примаркет, хај, е многу под. Погледни што се случи. На Тесла клучен левел 430. Што е тоа? SMA Клучен левел 430. Ако отвориме на daily, на weekly, гледај, тука има одбивање неколку, на 4 сати има. Исто тоа е тука. нацртан, не е некој статистички како Не. SMA. Едноставно, многу пати се е случувало да се одбие таму. И сега што се случува? Тоа го поради тоа што Тука има не ја пратиш. фейк, така ли надоле? Имам, еве го, тоа дека ќе продолжи да тоне надоле и За да излезат за да сите. излезат сите. А гледај што се случува меѓу време. Со И спај екипите паѓа и на еднаш ќе имаме јак памп нагоре, така ли? Да, И сега што е тоа? Тоа е потенцијален ревърсал на акцијата. Ако 430 на Тесла е јак левел, да. има потенцијал EMA клауда да го заврте. Уствари оваа коцка Така. треба да ја пробие, така? И сега тука имаме ние прво, ние тука лево, па имаме тука А лево. да ми го одговориш прашањето што ми го Да. постави, не знам да кажам зошто би се одбила од view-up. Вилапо заради тоа што тука се натанкирани, претходно е ретестирало тука и тука се натанкирани. Гледај, Кај го гледаш ретестот? Не го гледам. гледај сега. Значи, ако Претходниот. гледаме последните 5, ово е 9 и 21 EMA, така ли? Да, Дека се движил. да. На двојка ни е супер, нели веќе? На двојка веќе го Ова фаќаме. исто ме буни. Кога менјам и ми менја сетапот. Таймфрейм. Да. Гледај сега, значи на што повеќе таймфреймови се поклопени повтара. на иста работа, Тоа е толку веројатноста исто поголема. Тоа Да. сконтав. На нас на двојка ни е супер вака. Гледаш? Да. 430 држе и EMA се врте, единствена препрека ни е view up. И после имаме 435. View-up по тежина колку е тежок за Тежок е, да го пробие. На day trade тежок. На day trade тежок. Дали е колку примаркет хај е тежок? Иста, ако вака не знам дали точно прашувам, може некој има разбере ќе се смене него. Не знам тежината, пошто може нешто да се случи и некоја вест да се случи и да го прелита него, нели? Ама меѓутоа на ако земеме Ама вест да се случи сега додека ако земеме статистика ако Статистички. земеме, значи многу е веројатно дека кога ќе дојде тука ќе се одбие надолу. А ние што на day trade што сакаме? Сакаме да влеземе у трейд 15-20 минути, пола сати да излеземе, така ли? Да направиме профит Добро. 40% и главаме. Не ќе да се одбие, па да врате, па да чекаме како прескака и видео примерно што го збориме, нели? Разбираш ме што сакам да ти кажеш? Да, само што на пример оваа зона кај што еве Тесла ја земавме ќе ја гледам Гледам се ових од претходно. Сеќаваш ли се кога ти реков ќе земам профит тука на 30%, затоа што е на view up. Зашто? Гледај што има тука. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да си одиме ли да станеме, аутрови треба. На Чекај да дефект. видам. Извини, тоа ми од продукција нешто. Аутро треба да излеземе. Тоа сакате да направиме да си. Ајде, ќе се вратиме, извини тоа ми, само пошто го снимаме и друго нешто. Ајде. Фала брат. Ја треба. Ти тредај си направи пари, ние идеме да потрошиме сега парите. Со нешто работа, заврши, направи уште 2 милиони и ќе дојде. Дојде. Гледај после, ајде, чај. Што си изнеси? Памтам што ми кажа. Гледаш тоа како го проби, а само што те прашав колку е тежок за пробивање. било. Зошто го проби? Па гледај сега. У тој момент прво Хутен многу јака пошто многу испука примаркет и веќе е на хајпа на акција. Која?
хут, А, Роби худ, Худ. да, добро. Сакаме да трейдаме акции што се атрактивни моментално, нели? се Ход волатилни. за дено, не за период, тај ден кој се. Затоа ги гледаме у примаркет кои се, например. Нешто ги пушташ во груп. Затоа што правиме и лакелот и зата. Ако. Хут е многу јака, Palantir е многу јака, Nvidia беше јака, падна доле. Тесла не е, ама Тесла прави многу јаки ревърсали, тоа што зборев претходно дека да и научиш природата на одредена акција. Ако ја трейдеш една година, две, знаеш ти како она Тренинг, функционира, пошто ово што го гледаме на чартот како свеки, има многу разлика. Рачуни, ово е што е ово? Ово е движењето на цената на одредена акција. Што стои позади неа? Позади цената стоат инвеститори, така ли? Имаме, например, Тесла е многу поразлична од обичните, затоа што 46 или 47% од акцијата ја држат обични луѓе. За разлика од другите што држат, пример, 80-90% држат институции, фондови, банки, нели? И сега, ова е трейдерска акција. И она се понаша, секоја акција си има природа заради тоа што позади неа стоат луѓе што ја трейдат. Значи ово е фактички понашањето на луѓето. Тоа каде прашав, исто извини, има врска со ова, дали тип затоа што поише гледаш технички сетапи, Да. дали пратиш нешто од фундаментите, ама еве сам ми го одговори прашањето, дека го пратиш самото движење на компанијата и самото тоа е како дел од фундаменталните ствари. А за day trading нели не треба техникалии само. На day trading е многу важно само техничкиот дел ти е важен. Фундаментално го рачунаме како веќе ти е тоа направено due diligence. Например, таа акција ти си више сигурен дека е јака, добра акција. Втор услов е да биде hot stock за тај ден, за тај период. И на Hot stock само што ти ги вади Jarvis или сам си ги наоѓаш? Jarvis пример, види што ми вади. Да, овие што почнаа сега да излагаат во daily prepare. Така. Morning brief ми ваде. Тоа е добро што. И само тие ги пратиш или си гледаш човек. твој? Technology плюс 22 у денот, така ли? Значи денеска technology сектор е hot stock. Отвараме кој? Now, Palantir, CrowdStrike, SMCI, гледаш си да ги кажувам. Mara не е баш нај. Значи она ги селектира тие. Ама настрана од тоа, ја ги гледам hot stock кој ми се разбаза на портфолио што ги имам. Robinhood е голем процент од портфолио, Sophie имам голем процент од портфолио, Palantir имам голем процент, Nvidia имам. Значи моите акции, јас си ги проверам секако се вали пием кафе, проверам тоа што го збореше ти. Да. Не седнувам на Инстаграм, сега гледам јако Binance гледам што се случува. Така да на тоа ми е дело што ги проверам и акциите дали се добри фундаментално, а после само технички ги пратам. Добро, да се врати. Абе гледа некој на Discord Live? Да. Има луѓе? Не знам дали има. Дали има луѓе, гледате, се слуша нешто? Да. Многу ми е јако на Discord на day trading, цело време сите што се доени да препишат сетап кога ќе влезеш и ти или вакво филозофија се нервираат. Абе добро, дај филозофија, дај сетап да гледаме. Ај гледаме сетап. 40% Тесла аут. Ајде! Зашо? Затоа што имаме нели тука clear пат, имаме до new up, ама имам само еден контракт. На 40% е многу лакомо да не го земеш профит, ако имаш еден контракт само. Јас сум си размислувал, брат, тоа често и си го пробувам. Да. Не е дека некоја изградена стратегија, ама ова исто, тоа е некоја моја логика, тоа што сум јас стигнат со учењето. Например, некој левел, сега не знам толку левели колку ти што ги пратиш, ја пратам помалце левели. Ама го играм до горе, после на шорт до доле. Добро. Па до горе, па до доле. Да. Тоа е како основа да го имаш. Да, што значи? Како основа да го имаш е Што сум го сконтал, тоа што окей. значи? Да речеме Тоа има логика или знаеш кога те пуштат на утакмица да не правиш чекори кога ти дадат топка. Дека скакаш на два чекора, така ли? Стартот ти е тоа. И сега има зашо пример Nvidia да речеме. ми требаат мене уште у главата да ги конфирмациите што ги збориме, дополнителните да ми дојдат Гледај сега. глава. Например, тука имаме левел, така ли 215.5. Добро. Пробиваме го левел. Да. Ретестираме.
И тука многу луѓе отварат. Тоа извини, што те прекинувам. Истово си го правам дома и кога гледам уназад, Да. ми е јасно и го препознавам. Не знам како да го аплицирам за унапред. У моментот. Тоа секој тешко, знаеш кога земат да анализират тек на војна и било што, секојаш викат многу е лесно кога гледаме на назад, ама Да, во моментот да. кога е жустрото, дали можеш да ги тргнеш емоциите настрана скроз и само екзекуција на планот да направиш. Секојаш на тоа се сведува. Вика, најаките трейдери, знаеш што вика, имаш само три работи на кои што имаш контрола у берзата, се друго берзата има контрола. Божицата берзата, така е. Што имаш контрол? Трите работи на кои што имаш контрола е дека ќе влезеш, твоја влез, така ли? Ако влезеш тука, имаш ти многу голем простор за раст. Ако малце падне, излаваш многу мал стоп лос, така ли? Значи добар влез се првото. Второто е дека ќе излезеш ако сетапот не е на твоја страна. Ако влезам тука, Тоа е втората како работа. преска, имам пробивање надоле, знам дека можам да излезам, така ли? И третата работа дека ќе земам профит. Се друго е на берз. Она може да ми направи ти што викаш. Колку улавам 4 пати на брейкери тест улавам, 4 пати неуспешно, 6 ми е неуспешно. Така ли? Не, ја визуелно така ги бројам. Не ти реков 6, ти рече 4 пати. Ја ти реков 2 или 3 од кога ќе си замисля. И обично не ги фаќам, само ги гледам. Поентата е да ја имаш статистиката на твоја страна. Може тие 10 пати кога ќе гледаш, 10 пати да се фейкаут, нели? Ама ти ако излаваш на минус 10%, ќе ти троши само по 1% од целото портфолио. Да, Position што sizing. си го местам и тоа е. Position sizing е исто. Контрола што ти е на тебе е position sizing. Position sizing ти е, имам $5000 акаунт, улавам со $500. За ако ми е стоп лос 20%, да изгубам само $2% на целото портфолио, да не го изгорам. Треба, тој имам го кажуван во емисијата претходно. Треба да направам 50 лоши трейдови у серија за да го За да изгорам го изгориш се. Ако го пратиш тоа што Ако си го правиш, поентата е да екзекутираш без да го правиш ова и ги правиш оние што е Ева тоа? што ја чекам. Да те ми испуштим, да сега гледаш, поне гледаш монитор што случува. Само овет да А брат, затоа викам дај да не филозофираме, дај да се фасиме за сетап. Четвртиот добар трейд ке частани, сега на 3 сме. Сега не влагаш така. Тя ако ми Човека, ако ми ретестира. А викаш на брейк. Пази колку време чека. Имавме тука, Отиде пропадна. влезов, Робин фейкаут, Худ, излезов, дева мајката. минус $10 сум тука, Да. така ли? И сега ја чекам доле, тука одбива, само ако Па затвориш се имаш брейк. А ритест не чекаш. Не личи брейк и ритест. И са ја, како некој почетник, ќе речам, само брейк има, нема ритест. Не влагам. Не ми е... Брейк и ритест е стандардното правило за секој човек која дојде, нели многу поголема сигурност дава тај трейд, поголема веројатност. А некојаш само се адаптираш према ситуацијата. Видиш ти, Затоа што претходно се случувало ова, да. И сега прв пат она не успеала веќе 2 сати скоро да не затворе свеќе тука. И сега првиот пат кој ја затвара, веќе ги уништува овие сите претходно што се ја бранили. И многу наредната кога пампне, има многу голема веројатност дека нема ни да ни даде ритест. Едноставно ќе скузне надо. А што е тоа што исцртува зелената? Да се проба. Зеленото после ова што е зеленото што исцртува. Не тоа, ова малото тоа. Плавкото? Тоа што ти исцртува зелено. Аха. Тоа е многу битен левел. За шорт терм трейдинг е многу битен. Сега може ки ни даде ритест. Сега ќе видиме. Тука, значи, што сакаме идеално сценарио. Идеално сценарио сакаме ваква свеќе, доджо. Ваква свеќе. Да спадне до доле, само да го пипне, ќе пипне EMA Cloud, клучен левел и ќе почне да полне над SMA. А овде што ти е наместено да стиснеш одма да не го бараш? Да. Кој? Rapid Transmitter ми е. Кој ти се Тесла или само Тесла Тесла? преска, да. Веќе го затворив трейдо, не ми е ставено. А активните? Немам активни. Nvidia, еве. Овие што ти 215 Nvidia, еве го ритест. Сега ќе видим. Сега ако има ритест, има правило и за ритест. Да не е услободен пат свеќата, како тука прескочуваш. Аха, да, добро. Ово одбивање веќе мокро. Топулаваме. Стоп лос под SMA. Гледај сега.
Се повеќе ли ти станат збркано работите или ти си Некои Е, работи добре. што сум ги знаел и ми биле збркани, така. ми се чистат, ама други нови ти се работи појават. ми трупаат Секогаш од згора. така. Па со Но- пилеш новите повеќе работи ми повеќе знае. трупаат. Ама тоа ти го зборев преска, не треба да се јас како и сите на почетокот нешто го ќе гледај. се плашиш. Нели? Ајде си влегов ја иначе. Да? Фатив нешто. Кој препишуваш? Само што го Томи, да не кажеш Тек профит дека не. Те профне 217. Море, а тука Зошто тој? Гледаш, ме нервираш сега, пак си црташ само главата. Ја дома не можам ово да видам 216. Ај кажи кај го гледаш. Кај го гледаш 216? гледаш и оваа свеќе. Зошто само таа ја гледаш? Било се е таму многу јако. Многу јако се отпило. Па како ја оценуваш оваа зона? Зошто не гледаш и поназад? А во зеленкото гледаш и го со сенка што е зелено. Да. Тоа е горен бенд на view-up. Горен бенд на view-up е точно Кој на- индикатор на е оваа тоа? свеќе. Нема индикатор за тоа. А како ти е наместено? Така е, не видам. Еве, сега имаме сквиз најгоре. Сега дека ќе одам. Сега Тука 217. може профит да се зима на еден контракт. Ама те тоа е, сега пример оние отворил На еден. колку влезе ти? 200? Ја влезов доле на 200, тука само што одби, значи 215 78. 215, 216, 2 ми куцнало мене, ама онака стисна. Па добро, не намести. 0,5, па, окей. Ама гледај 216 2, уствари гледај дека е. Па тоа ти зборам, мама овде Гледај дека е. Телефонот ќе земе, ќе се уклучи. Еве ја теста на профит таргет. За лајво, треба нешто статично да го поставиш или само ќе биде колку време е тоа го замислуваш дека е лајво? Па 1 сат. Што да Ќе видиш. цепи- Вие пак ќе снимат ти со ово, може пак да ќе цепиш можеш да уште удржиш ако не си го телефонот. И да не ништо што да затворам на лајв 2 вакво. Мала позиција стиснав. Што по да, супер ти. Да. Мала позиција, мала профит имај. Да, не, така стиснав тоа. Ето. Онака само на ради YouTube live. ради сетапот. Стоеме околу ово. Сега гледаш Дуба од бил месец. некој А непостоечко. Како ни постават Профит праши, си зима. Тука ќе сквиз ги имаме. одговараме, ама ќе стоеме таму на шанк. Ќе правиме јадењето. Да. Знаеш, 2 минути. Па ја ќе И поставам ова на е YouTube. секунди у 2 минути. Да, Пример, лаптоп ќе стои на да шанк. брате свеќето до доле и пада испалена нагоре. Прескачи Ама два, да, ама они ти ќе- се- јас си земав профит. Тоа- они тоа исто ми е размислуваат, више јасно. Они ќе земат профит. Дали психологијата е повеќето како размислува. Повеќето како размислувам, да. Тоа е тоа. Да видиш на страната на На мнозинството мнозинството. целата работа. Да пливаш голови Тоа е да култура. не да идеш со флоут. Ова е Кој? Софи чистак. Види го. Лепоти. Тоа е првото бере и другото е риба. маркерлите нагоре, гледај. Па дај ќе влезем и со. Ти се Избега правиш такво. избега Софи. Види, утрејте си. Да, утречу. Држи си го, не. Уште това ќе Гледај, така. Еве ќе си тука ти даде е. фок. Е, Да, бе брат, ама гледаш, тоа што го збориме тука на ти е. дело да го видиш ти, разбираш? Тука ти е Ја- супер take profit таргет е тука. На 216 Да. 216 7, 216 8, пошто гледај колку има свекички претходно. Аха, тој ти е, ова сега на пример ми е појасно за да ти цртам ќе земам прв. Оди има многу. 1, 2, Четири, 3. Иначе ово сенките се од view-up ова. Да. View-up е средната. Ово ти е бенд. Гледаш како зелено горе, зелено долу, Да. така ли? Значи имаш upper band на view-up и долен band на view-up и view-up line. И сега распон каков е? Значи линијата се користи како да речеме конфирмација за support resistance лично, а бендовите се како претходни, гледаш, обично се поклопат со претходни take profit таргети. Тука Значи било- таа е тука таа било- малце тебе ти ја црта малку таа ти што викам сам си ја црташ у Сам глава си ја црташ. од претходните Да, свеки. да. Колку свеки на назад прилика гледаш 9 на View-up, volume weighted average, не знам за колку е, дали е за истиот ден, не знам. колку за 9 уназад, за 15, за Искрено не знам колку е. Може и да е за секогаш. Дали Знам. сега брат, Може што е да Робин знае. Худ искочи од екранот, Робин Худ искочи од екранот, горе искочи. Да, тоа ме највеќе најми е убаво така. Искочи. Брат, искочи од екранот. Да, а гледај се, гледај се. Порано што сум пред. Худ, види се. Преска отваравме худ. Немаш Така, позиција никаква? Нема, затворено е. Гледај се. Преска худ имам отворено на 1.07, така ли? Добро. Сега е 4.50.
400%. Значи 350, Да. А пред како 350 што после излезе 350. трендот на худ? Што се деси? Тоа што школски ми дојде до VWAP, првиот профит таргет. Аха. Имав еден контракт. Ај се да зборевме не Сега продолживме тука да. имам мал акаунт. Ако имам $50,000 акаунт, ќе имам 10 контракти купен. И пример, ќе продадам на VWAP ќе продадам 6 од 10. Разбираш? Па ќе оставиш после 2 Да. и на крај ранери оставаш. Ранерите ќе ми направат 350% повеќе и од сите збирно Кучињата колку ќе остават. рече. Да, ма. Колку Уште колку ги оставаш ранерите? те додека не се До смрт. додека До 100 после ги гледаш така. Нагоре. Додека не се прекрши структурата. Сега ќе ти нацртам тука да ви и кажи ми дали ќе го сванеш. Ај. Значи имаме build-up тука, така ли? Ово ни е. Ева Nvidia доле се одби од ова сега што ми го кажуваше зеленото. Да. Гледај се. Build-up имаме, ама гледај што ти покажува build-up. Предходен На колку си таймфрейм, извини, тоа на ми двојче. Добро. На двојче. Гледај се. Break, па тука Добро, fail, fail. има на retest, така ли? Добро. Build-up е тука. И сега на мен ми е клучен лево, тука земам профит, така ли? И после што прави? После оде нагоре. Доаѓа до тука да речеме, така ли? Значи Добро. ако треба да нацртам зона, ќе нацртам тука. Кај што си земал профит? Дека што е било предходно fail, дека што е break, пробало е да задржи тука, гледаш? А зошто на фейлот го црташ долното? Имало е, Е сами гледај се, имало е обид, секојаш е борба на свеките. Ќе го зумирам да ти е појасно. Не знам, а него зошто на долната кај што направил брейк, зошто таму го црташ? Епа, пошто предходно тоа е било плафон. Добро. Предходно е одбивало таму. Брейк праве, значи бајерите улават Добро, презимат добро, контрол. добро. И сега, што Ма ти прави? глепа, после колку време го користиш него? Гледај се. После... Гледај сега. Тука почнуваат профит да земат, така ли? Имаме голем профит тейк. Ака? И сега дават шанса на бајерите па да се покажат. И они држат се. Држат. Баш така е, така е. Кажува. Буквално е. Да, ма. Смешно е реално, кога замислиш што се дешава. Ој деве. Мина, границата е пушен. Свакаш, гледај се. Да. На границата ги тепа. Праве база, така ли? Праве база. Да. Оде на наредно поле. Дојдите нема какво да слушам, може и уште На некој. наредно поле оде битка да прави. Да. Оде понапред. Да. Пример, Владивосток оде. Кај Владивосток губе, дека е ретрит. Кај предходно. Предходната база. Онде га е ставил. Сега они. Ај многу често таму кај што викаш база по оваа методологија, тука движи Да, консолидација. Да, пред да се деси Да, нешто. да. Тоа Сега исто. И пример, Го имам можеш свака. како зона и како зона, тие што скалпират, они ги стават овие, сите ќе ги исцртат како леви. Веруваш и вака. И они ќе купат се контракти доле. Ќе продајат. 2, 5, да. Два. Зборавме Два. ранерите Два. докај ги Два. оставаш. Да се вратиме на тоа. Целата поента е тоа. Тука е било предходен high of day, така ли? Така. Гледај сега тука, дека е завршила оваа свеќа. Точно на high of day. Така ли? Да. Ја продолжува напред. Ако, пример, Кој е горне резистенс левел за Robinhood, брат? Додека сме тука? немам појма. Ќе видиме после Тоа ние ќе убацуваме повеќе монитори, пример ќе ја гледаме, ќе ја пуштаме Robinhood да ја гледаме на 2 минути, на 1 саат, на 4 сата, на 1 ден и да ги гледаш Ете некој паралелно. левел, брат, 96. Ама гледај се, не мора да значи дека текот на денот на толкав распон дека она ќе стигне таму. На нас ни е Е, битно. тоа мене ја такам, Нас ни е тоа битно ме буди ме. 20 Гледај, на мене ми е поважно 20 минути да направам $50, отколку да земам да седам цел ден, да си го заробам времето, 8 сата и на крај може у минус ќе биде. Разбираш? Да. Така ми е профит таргет, ако ми е 100 плюс $50, профит таргет прилика ми е 100 у просек на сите трейдери. Ја на некој може, гледај, на некој сум направил 108, на некој сум направил 20. Ама просеку ќе си го фанам у теко на времето. Некој ранер после ќе ми заработе за сите мали профити што сум направил. Парите, ја онака 3 години пример да седнам нешто да правам, ќе го изгубиш истото време. Како си поставуваш се. на Robinhood у моментов ти горна вакво пошто е над све? Да. Често се случува Еве го. да искува нешто над све. Тоа го правам. Гледај се. Стигнала напред вас, Тука ја ќе ти кажам кај од На- те се работи оно higher high higher low. Да. Целата поента е higher high higher low. За да остане у булиш структура Robinhood сега со ранери.
А он да готве, ние ги си Ја готве, он вино им. вино. Он за виното Вино ни им прави е за- такова. Не, ја Готви си го. не готвам, брат. Сам готвам. Не можам се истрошив, гледаш со тоа ми. Ако ќе седеме сите. Било кој бе. Ако и ти Кој можеш се да кадар, кој се во кадар? А? Може би камера да држи. Абе може Абе, би сите таму, капенци брат, некои спие, оно што мислиш дека ќе човек. Само не мора сите да Што мислиш дека ќе снимаме готварско кулинарско шоу па да снимаш дека? Дека Ти спориш. видиме. Пепи, знаеш колку е за кухня? Ова е многу јака ситуација. Која? Софе. Ама нема да Гледај ги сега малите левели. Higher, high, higher, low. Бразилија, Ова се што ќе цртаме higher, направи high, паста. higher, low. Да, Значи, за да не скршиме були структура, Добро. не треба да затворе свеќе под 90,16. Кога затвара под ми завршуваме на сетапот, искачам од тука. Значи, ранерите што ме прашуваш додека ги држал, Така, затоа ако зборувам. ми затворе свеќе тука, доле, значи излава. И тоа што веќе губи го моментум. Со тоа што може да се случи и да падне до тука и да врати таква доџа нагоре. Така е. Ранерите ги ставаш со стоп лос. Да, тоа ми јека возен. Тојта, Така. ти од позади и Пепи ќе видите, Стино и ќе одеме. И на хауба качен за да направи добар кадар место фар, така. Обавезно тоа да го мора да го вкара. Значи, стоп лосот може да ти е на долното, така? Може и овде да ти е на... Да, Од 90. за ранерите, Да. на ранерите стоп лосо вака изгледа. Значи ако ја прекрши оваа структура ти се само Зошто би ги наместил таму кога можеш тука да ги наместиш? што стоп лосо. Да. Па заради тоа што брек Зашто страшно хај. имаме тука higher low ни е тука на нас сега. Кога е направила low. Претходното low кој знае дека нема го. Дека не е направило, да. Ама те тука е направило, ово е сега тука. Ако иначе отворив на Софи на ретест бам нагоре, ќе видиме, ќе чуваме до нареден лево. Не можам сега да се... Не, бре. да ти кажам и на тебе да си отвориш ки свадиш ќе Што? парички. Ај ќе ги делиме. Добро бе, нема везе. Трети. Па побитно е сетапот да кој овој трети сите тредови ги делиме. Не се прави будала ние додека работевме преска, додека се стискаше и тоа се дели све. Ќе преговарам. Ај сега ја малце дали разбирам, дали знам. Nvidia, на пример. Да. Сега ако направи break и retest, пак исто идеме исто ова што се случуваше, пак го фаќаме истото. Го фаќаме. Оти гледај, зашо? Ај кажи ми зашо. VWAP ти е тука, SMA ти е тука и EMA Cloud ти е тука. Да, и сега ако Секи им се направи подреде. ако им направи break рите, секи се и подреде. да. Да. И ќе биде па истото што се деси пред 1 сат или Ќе тражиме те ваква ситуација како на Софи сега. Да падне, гледај се, одбивање и да почне да полни свеќе со волумен како тука. до овој до 18 до тој левел, така? До наредниот лев. А што е тој левел како да видам у моментов? Primer 6, што е Primer 6? Резистенс број 6. Ама што резистенс? Гледај претходниот хај, па е направила breakout, па е направила fail на тај левел, па сега па има шанси да го ретестира. Значи таму ни станува интересно ако направи break и Ако направи, ако продолжи од таму и ќе себе после па Да. да нареде. Па базичките у Русија. Да. Не бевме Русија, у Германија бев. Не, Хитлер роди у Русија. А до Русија бевме стигнати, ја мислев тука близко Поток него. у Русија, бе, мој да не е таму, па да се трескам од себе. Абе кој не ни гледаат, нема никој се исклучиат колку Еј, сме бе. седиме 9 сат. Софи Дорица ставе. Има 47 лојални студенти. Лај како е интересно. Е, subscribe. Subscribe. Инфлуенсерката, тоа ми е инфлуенсерката. Subscribe обавезно да го гледате као пие кафе у центар на град. Не, инфлуенсер, јас сум едукатор. Инфлуенсер ка реков брат, има разлика. Не ми се познав. Тик инфлуенсер ки му трга да го баци. Не ми се познал, сега ќе се познал. Браво, дечки, супер сте. Добро се надевам дека нешто учиме сите помалце. А сега, Софија, ако не одбил тука, излез. Па така, зашто не кажуваш, ете ти. Ама, ако одбие, можеш ти да си влезеш. Дечки, вие што гледате, да ве прашам вака на day trading што пробувате, што прете ги користите истиве левели од Томи или има некои други што скришни што да, истите левели.
Па студенти сме, не знаеме за други. Од каде би други левели? Јаш убаво Варна Софија. Гледаш ја последната среќа? Да, удри директно во Да. Ја име и тој, праќа назад. EMA. Колку имаш, само тие ти се? Да, само тие две. Само тие две ти се. Да. Колку ми рече дека наназад? Ова е 9 Девет? првата, втората е 22. Не искаче се, ти искачиш, ја ќе влезам. Не искаче. Чекај ме, ќе дојдам. Така се вика, чекај. Робин Худ. Портали направи. Денеска, да, зошто тоа неговата тоа е, зошто? Ете ги Иначе, прашање како се денеска- фаќаат. Не се фаќаат секогаш. Дури ни ти не ги фаќаш. Да, Секогаш. денеска е петок и сите контракти се со нула истек и сите Денес е тоа- позиции што ги отварам се една четвртина од стандардните. Кај ти ја пишува Позицијата премијата, кај ти ја пресметува цело време за тука. сите за Ово цел ти е. ден? Ово ти е за моменталната што ја купувам. Не, за цел ден сите позиции што ги отвори ги затвори овие сат и пол два. А вкупно профит, realized, unrealized. Не, вкупно премија платена за М, за сите контракти. Па не можеш До да денес. видиш тоа. Аха. Тоа тука можеш да го видиш у orders и овие да ги пресметаш. Аха, добро. Видите. Сите колку се. Не знам дали има ако тегите прайс. Како беше? Сега, веројатно Nvidia ќе матка тука цело време Да. подолго време, така. Ако матка многу време под, ќе оде надоле. Оде? Надоле. Зошто мислиш надоле? И па затоа што се обидува да го пробие, И не може и се откажуваат, сите и навалуваат. Русите навалуваат. Да, селери ќе почнат да притискат по палка. Брат, не ми се свиѓа оваа аналогија дека русите се селери. Само тоа не ми се свиѓа, зашто Камо меѓу добре. нацистите и русите, он ги одбра нацистите да не бидат баери. Да напаѓат. Еве го, сега ќе пробаем видео. И па ако ти дам пример со нацисти со французи, па Франција е прегазиле за 70-ата, па нема Као- нема војни таму. Хути се десило. Да, кои се десило. Еве, видео брейк. Ајде сега. Ева, Софи гледај шубо. Тај сега ќе плесне гори ќе се одбие или може и да има Може и да има, акција? може и да има сквиз, може да има. И сега имам 4 контракти, избрав ја неа за да видиш со повеќе контракти што ќе направам. Два ќе продадеш на 18. Обично 60%, значи ако имам 5, 3 ќе продавам, имам 4 ќе продавам 2. Зошто 60? Па за да си осигурам профит, Така да не ми е тежи, равенката. да не ми тежи, пример, на прв левел и да е 15% профит, со 60% осигурам профит, а другото ми е stop loss break-even. Значи најмалку би бил толку профит. Така го гледам. Значи secure deal. А другите ти се ако Другите не ми се пукне, а ако ги изгуби пресметан Ако ги изгубам, лос, ќе бидам на пресметан нула, лос. со веќе земам профит, нели? Да. Сигурица имам направена. Ама па така, не ти е психолошки после криво дека можеш да изиграм и На почетокот, да бидам укер, значи си го Некогаш- погодил сетапот, да. Па гледај сега. све ти се гаѓа, Па взимаш гледај сега. и па искачаш На на Robin Hood излезов со 40 или со 50% профит, а она направи 350. И сега што имам кјар ако Ама така мислам некој на тоа? сакаш ти да знаеш дека ќе оде. Не, за да значи, знаеш, исто прашувам. никош што на мен не ми криво. Ја пример ако затворам било што, толку е. Тоа е. Ништо немаш ништо бенефит ако ти е Ако криво. Или ти сега можел си да кажеш некоја смешка поинтересна и после криво. па ми ли се ти- дешава. И Не ми криво се ли дешава, ти- ама ќе кажам следниот пат. Наредниот пат. Наредниот Е, пат тоа е ќе тоа. го направам. Тоа е тоа. Кажам, Можеш само да научиш од тоа да речеш, аха, има пример, ја веројатно и подобро ќе кажам наредниот пат, пошто ќе помислам уште некој ден. Ама и пример кој ти идеш ние кога отидеме на ивент кој збореме нешто па после ми текне и викам Ивана еја бе ово да Требаше да го- беше да, подобро. да. Сега нареден пат ќе го кажам. Па тредањето исто. Сега пример, ја ако земам и сега да се исплашам и да ги продам сите 4 тука.
ја тогаш ќе се чувствувам лошо. Оти кога ќе го анализирам, треба да ќе речем што ќе направив подобро. Ќе продавив 2 тука, другите и да се до break even е окей, За да си затоа оставиш. што после можам па со тие 2 да направам уште 100%. Знаеш, тие работи се упитање. Теготе 25% и 2 продавам. Не, те го прави. Мора да стане женско. Мораш да ставиш. Таа твојата инфлуенсерка што ја збориш цело време. Која е таа? Ти сними си. Која е таа инфлуенсерка ти што цело време Која не е, брат. Tekken. Кажи која не е. Break Nvidia. Се смета за брейкова или чекаш да затвори свеќе? Па да затвори свеќе и да ретестира ќе биде најдобро. Добро, ама за одиме- брейк само си го Ако сметаш. одиме школски, А зошто кај Робин Худ не ги... Аха, не, на 2 минути. Аха, на 2 минути, на 5 минути ги гледаме. А гледаш сега, додека зборевме и овие сетапи уопште не ги гледаш S&P и Гледам. QQQ. А? гледам ги. А си диркаш соопшто, па дека не ги спомнува. Гледам ги од црвена, зелена, свеќе и леви ги гледаш многу едноставно. Дури ни е поубаво последно време кога имам само овие pre-market high, pre-market low, а другите јас си ги цртам. Трейдерски левел. Пошто сите овие, сега јас дека е важен, ама е назад базиран, зацвртен, а има некои мини левели како тука што ги цртавме на худ, што се побитни за овај момент, за овај трейд. Отколку некои Отколку подалеч. да, разбирам. Како не видио што зема Па тоа мислам дека тоа до таму тоа од денешната лекција од ова тоа ми е лекцијата што ти викам, ама ти сам си ги црташ у глава, а всушност само се подвраќаш малце позади и тоа ми е мене уште као Малце чувство. позади се Само тој левел го гледам. Големиот. Веројатноста дека и мене затоа ќе влезам у некој трейд кој што си мислам и тука ќе ми цупка плюс 2-3 минус 2-3 плюс 2-3 минус и си седи така 2 сати. А јас сум си го испланирал дека ќе иде до горниот левел пошто го пробил претходниот се јас а уствари треба да го исцртувам од моментот левелов тука што е пред изминативе 2, 3, 4 сати од кога сме влегли. Многу се битни од претходниот ден, од пред 2 дена. Тие обично се многу често оти се свежи и се многу често повторуваат. Ајде, што имаме тука сега? Еве чекам брейк да ретестира, чекаме. Или Сега како се намалува волумен. тоа бе Еве, што ти е тригер. намален волумен, брат? Од колку? Од кај ти е намален волумен? Знаеш како се? Ја го гледам. Гледај како Да. имаш. Тука имаш брейк, така ли? Тука гледаш колкава свеќе имаш тука. На ова доле волумено гледаш, Да, тука да. после тоа намалуваш, паѓа и Намален. веќе ретестира, така ли? Да, Уште е намален, добро. ова е намален и веќе наредниот зголемен над него. Значи ги гледаш со од претходните свеќе и викаш му паѓа волуменот. И гледај сега, Тоа ти- паѓа, тоа од Десијано го научив. Паѓа, значи паѓа и после паѓање, кога држи левел, гледаш ова е доджо кендл, ова што одбиваш. Да. Има поголем волумен и не дозволува бодито да падне под левел и под нешто слично. Ово е entry candle. Ако сакаш екстра entry да направиш, е тоа ти е entry. Долното е на таа свеќа. Волумено кога го испале да биде појак од претходниот после ретест. Например, После ретест го чекаш, гледај се. тоа ти уште еден confirmation Значи, плюс. Да, гледај се, имаш намален, уште имаш намален. Сакаме да има поголем од претходниот. Тоа ти е знак за entry. Тоа ти е перфектно entry. Перфектното entry ти е тоа. Гледаш, тука, уште еднаш ќе ти повторам. Имаме high, имаме pullback. Ситуацијата е не сме влезени у позиција. Не сме влезени. Чекам. Тука веќе задржува, така. Оди со маусот да гледаат тие што гледаат, што ми покажуваш. Ако многу работа ќе се измешаш, не може да гледаме така. Тука задржува. EMA Cloud VWAP level, така ли? Да. Со ова. Ама не е клуч за тоа што волумено овај не е повисок од претходниот. Повисок е веќе држи левел. И тука нарипуваат војниците. Тоа е момент со волумен. И кога ќе- Таа мала ситница на волумен. А у тоа обратна значи- ситуација за А тука гледа у обратна ситуација, значи ој доме надолу. Не е добро. Знаеш? Сега ако отворивме тука, а помал волумен, она задржува лево. за овде Ама немаме брейк после тоа, немаме тука кога затвара да се појават. Како војници да речат, ура! Да, ние чекаме кога ќе навалат поеш.
Да. А они се плашат. Или нема доволно за јуриш. Да, или нема. Ова е ова на подкаст. Добра аналогија е. By the way, обична за Да го сваја некој. Да. Например, како викаш волуменот, зошто што ми значи, затоа што ќе дојдат помалци и нема сила да ја бутне. Нема сила да И тебе тоа ти е знак дека не е точен сетапот. Да. Или кога ќе дојде, Не, ама некош не мора секој пат да се дешава. Не, тај да, се да. Се збориме само како Сетапот е точен, него овој пат не функционира. Треба да се регрупираме, па да дојде појачањето што го не е само чекаме. да направи брейк и ретест, него и левелите и волумен. Брейк и ретест 60-70% се И сега, например, Томи тука сега се влага Не, според тебе? Не. Плюс претходно гледа има 1, 2, 3, 4 одбивања од SMA. Тоа, пример, и тие се дополнителни работи што се гледа. 4 пати има одбивање од SMA, значи веројатно е дека и овај пат ќе одбие. Уствари, треба да видиме да го пробие, Или да го, па, не да одлучиме... за да место да се коцкаме, ајде ќе пробие сега, да видиме дека ќе пробие, па да ретестира, па тогај. Кај Робин Худ некаков аптренд, убаво. Не треба ни да го црташ ни ништо. Да. Гледаш вака линија да си поставиш, да гледаш, падне, Те ти го Одбие ранер. се. Ранерот таму треба да Одбие се. застане. одбие се. И кога ќе го прекрши, Дајте го... Ја Nvidia повеќе прави сега put setup. да, Ово е веќе put setup. ово е за шортање. Ово е за шортање. Со тоа што спајки се јаки, па не се за шортање баш. Сега, ако зголеми волумен, дефинитивно ќе отиде до pre-market low. Така, Ама некако. А Ако зголеми волумен на селери. гледај тука, Волумено исто кога гледаш, па и гледаш и свеќата каква е, дали е црвена или зелена. Не, тоа викам, пошто залета 3 пати поред и сега нареднава свеќа оваа што ја пратиме, волуменот ако рипне на селери, да речеме до овде, да биде поголем од сите претходни, тоа е веројатно дека е поголем од претходниот. Јаш? да, и И тоа сега- не ви е знак дека ќе отиде надоле, очигледно. Веројатноста дека ќе отиде надоле е поголема. Поголема. Да, ама спајки се уште јаки. Спајки и QT се како реките. Да, ти покажува тоа Само ти кажуваш, Тоа да го немаш кажав. па ти контакт. цело време на да ти Сега, даде уште да уште едно ниво на сигурност. Гледај се ушо ситуација сме. Ово ти е NTZ, No Trading Zone. Тука, ако си улезел у трейд, било кога, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 минути си чопи зона, ти ништо не се дешава, Да, тоа што само го спомнаш губиш претходно. и губиш од премиум. Е петипо. Да. Нема толку. А гледај го, гледај го Робихуд. Кој левел го ставиме? Дека е ботом? Него те? 90. Брейк, ретест и гледаш школски. И ги си цепена. Па на истиот левел, а на тој левел сега пак се влага. На Ова е Робин за Худ ранери, беше- ова е за ранери веќе, А, пошто Иван кажа петипол саато е тука многу паѓа. Тука више свингови може да се отварат. Фекш. Некоја што е на добар левел, пример, е видите се свига на кој левел, тука е сега добро свинг да отвориш и испали. да кулирка. Испали, ама нема волумен. Нема многу волумен, нема зашо да улегнеш, пример, од таква позиција. Треба те тоа да има јуриш многу Јури Гагарин има и треба. тога е да улегнеш. Затоа што и да влезеш нема да те однесе. Може ќе те однесе, може и после А ќе дојде. веројатноста дека ќе те Ама однесе. ама работата е Гледај статистика, сега, веројатно ние па од SMA-то се одбива, гледаш. И пинг-понг, секоја минута губиш ти пример по $1 од контракто за тоа што му истеко до вечер. И ако остане вака да нема волатилност, Добро. ќе го изгубиш целиот на крај. И ќе го продаеш и што? Ќе го Ништо продам. нема, ќе си го земе брокерот, ништо. На тебе нула. Премијата ќе Ќе ти падне премијата до нула. а Софија некој левел проби таму врз. Да. И сега чекаме да ретестира ова. И сега и со контрактите што ги чуваме, те на последниот ранер сум сега. Сега ќе чувам тука да видам што ќе направи. Ако го ретестира и продолжи нагоре, го чувам. Ако пропадне надоле, ќе го продам. Нема да го земам максимум профитот, ама така цело време си давам простор па повеќе профит да земам, знаеш? Сега, зона што треба да одбране,
Левело или ово? Тука. Да, гледам дека вие многу ги користиш уствари, а вака кога гледав од лајвовите не затоа што ти си у глава си ги муљаш, свегаш. Ти си ги правиш у главата, а не делува дека ги користиш, освари ги користиш многу. Овие ли, мини левелите, или? Но ова клаудот. Клаудо, да, цело време. Ама затоа што ти е визуелно и ти така го гледаш и само го исцртуваш, го покажуваш, а Да, и вака го друг знаеш, лайв кога сум гледал не ми било. ја обично тие работи ги објаснам у видеото и очекувам дека кога дојдат да тренират да ти се Више више у дефолт. да си спремен за тоа дека ми се случува у Да, главата. ама од видеата и нешто и како и сега у лайф сесиите други работи користиш веројатно и ти некои Да, да. од Сменили што се. било у видеата. Пример, претходно сега е EMA Cloud, претходно беа EMAs, различни линии беа. Да. Ама пак Знам ти ја чат пак. тоа што сум го кажал у тај момент, дека тоа е дека тие се дополнителните работи што ги гледам и сега исто се дополнителни работи. Не се сменило нешто, пример, клауда да ми е главна стратегија. Левелите се главна стратегија и тоа е тоа. Ово се само помошни алатки. Гледаш Тие што ми викаш, ќе видиш сега кои други 3, 4, 5 ти го конфирмираат или ти го бутаат Да. сетап. Тоа е. Брат, не можеш да седиш, ова мозоков ми е пача. Теа До кај сме те проби Тесла на и Вилоп. Вилоп тоа е тоа. Да. И гледај сега. Пауза биде, саат Сега малку. ако видиш. Не бе, да, не Може може. да не Пачам. Сега е битно на 5 минути исто и на 15. И веќе тоа го направи и ово. Значи на неа најчистата ситуација е кога ќе го помине овај 435 калево. Кога ќе го помине 435 и кога ќе ретестира, тука палба ќе има. Тугај се активираат повеќе трейдери. Пошто доаѓа им, они чекат на нивниот сетап да им дое. Не бркат сега доле ботом да фанат или нешто слично. Некој има што се на ревърсал, ама повеќето тука ќе им стане ход и ќе видиш по пример сега да речеме аз сайз на 19-ка Софи е 3300. Ако пример земе сега да го пробие 18.6 и да продолжи нагоре, ово биде сигурно дека ќе се дуплира у најмала рака. По тоа гледаш дека станува атрактивно веќе. Еве го Така. више аха не. Него те мрдам купуваат, малку. купуваат, да. Ама купуваат, ама паѓа. А зошто купуваат што сакаат да му направат ритест на тој левел? Да, затоа што веруваат у ово, у сетап. Теготе, како што е нацртано. А и некои едноставно рачуни дека има тука многу што губат пари и едноставно фомо ги фаќа. И некој ќе чека по вакви да се скаче на А ово. некој си па зима да и ги профит бутне. што е од доле тргна. Да, ќе чекат да нарокат и ќе ги бутнат после сите. Разбираш? Фомо ги фаќа. И ти зависи на која страна ќе фатиш. Си на која? Кај да Ти- веруваш. Ти поентата е да влезеш кога треба да влезеш. Да. Тоа е А тоа. после другото да не те Ово ти е- интересира, да. Ние сме земале сега профит. Сега ово ние дали ќе биде или нема да биде на нула. Профитот си го имаме секој, ово е бонус. Ја да. А на колку е? Еве го. Еве го. Ајмо! Ајмо кучињата Много да интересно соберат дека- и да идеме. Ајмо! Напорно е, ама многу интересно. Многу е главата ми зовре. Ама рачунај, тебе ти е дефолт, а мене ми е како многу од ова како ново, мислам, не ново, ја ги знам, ама ги знам информациите у теорија, ама сега да ги направиш у пракса, па е друго редење на коцките. Не е истото, само го знам јас. Брата, нема врска што е брекот мал, се смета за брек. Дека? Софи. На Софи. Да, Мислиш знаеш колку е мал ово брекот? горе? Да, да. Па не е ни брек тоа. Отиде на 2 минути. Пример. Ако погледнеш на 5 минути, гледаш со колку малце Се смета излезе. за Сега, брейк ретест, обично, не. Зона е, не е само еден левел, така ли? Па го цртаме структурата. Ако е тука било лоуто, не треба да пропадне под ово. Ако успее да задржи тука, значи Има да повеќе продолжи шанси, нагоре, дека да, тога да. е веќе успеше ретест. А може да му се деси истото што учопи вакво да влезе така тука да пука. Може. Помеѓу
Да, се труди, тоа е помеѓу Ви се, ама, Џива и Resistance Level. после оваа свеќа може и да пропадне надоле, така да на ово ќе му стадеме стопче. Купил сум ја на 0.44, ќе ставам 0.45 за да ми ја и провизијата да ми ја рачуна. Тоа ќе ми биде стоп. 0.45. Што треба да направам? Иван, помогни му, не знае бе, брат. Појма немам. Еге се знае. Стоп лов не знае како да стај, помогни му. Појма немам како. Што бе, брат, на вакво Ама, бе? не знам buy или sell дали да кликнам. За стоп лос? Да. Не ти го мести стоп кога ќе стиснеш автоматски. Кажи му на 5 минути. Стоп лос. Стоп прайс 0.46. Колку рекоме? 45. 5. На 0 да биде. Превю. Ето. Добро, имаме сел. Ставај. И сега, Да бе, да, него ќе да видиме Софи дали ќе од... Неговата работа со рано. Веќе го немаш притисок. Да. 70% од позиција да се затворил. Ако имаш голем акаунт, тука више 80-90% се затворил и чилаш. Можеш и пример да си ставиш, да, пример може да си ставиш профит таргет и профит таргет да си ставиш, да речеме да ти биде на $1 да продаде, кој ќе направи 100% и до крајот на денот. Ако до крајот на денот не испуне едното или другото, да го продаде, да не се замара за викенд. Overnight такви работи и готово. Ама добро, денес ако отвараш options, до денес, пошто денес сите се со истек, има врска као примијата да е... Да, ќе паѓа. Ќе паѓа, така? Да, ќе паѓа. Нема сила. Гледаш што прави Nvidia. Тука што го нацртав левел преска, кој рече дека ќе паѓа до доле. Да. Гледаш дека тука Јас мислев дека дека е била борбата, гледаш дека одбива точно. Значи, треба да има поише, Да. иди со маусот за да знаат, треба да има поише завршетоци овде, за да потцрташ некоја... Така. Баш така. Не, јас сум глуп, треба ова да го знаеш, очигледно е. Слам бака. Треба да гледаш многу. И она цела, ама немаме време, тоа ме интересира друг пат ќе дојам за тоа, за триаголниците. На колку сати се, на кој таймфрейм се најточни? За дневни, за day trades на 2 минути и на 5 минути. Тоа ти е доволно. 2-5-15. Например, ово ти е како триаголник. Да. Ја го ставам само горнато. Да бе, да, зашто тоа те интересира. Лонка доле си го знам стопло. Пример. Тука можеш вака. Ово може да се рачуна. Да, и сега гледај што се десило. И оно Од тука тој држи, налови. ама па да се под неа. Мислам, Тоа над неа. го сметаш да држи уште? Држи, ама па ово е чопи зоната. Сваќаш, значи сакаме clear breakout тука, retest, да биде над SMA И и па над тек левел. после, да. Само ќе се појават, ќе се заинтересират, Опциите, да, ќе стане жуто. да. А сега Како ударили се, ударили се по некој аналогијата. шамар. По некој шамар се ударили, не ти интересно. Знаеш, тоа како кој си бил помал, нели така? Некош, кој се степат, некој сакаш само да улезеш. Да удрам и јас нешто. Сакаш само Гледа, брат, стварно, истото се деси и тука на овој левел со Софи. Ово и може Со Софи исто ќе се деси. Со журка може да се една маса, две маси, три маси и отидат си едни други да Нема волумен, да. Кога пукне тука нагоре, више јако станува. Сакат си да додат. Да немам батерија. Спајќи ги тука, ако фейлно тука може да пагаме надолу. Добро. Вака до утре можеме да чекаме и дали ќе пробие и да видиме што ќе се деси и еве за ова ти збора. Значи не ти се трга, брат. Не ти се. Ај гледај овде реков, ај да видиме што ќе се деси со Софи. Колку време седиме од тука више? 15? Еве, ова е. 15% падна у една 2 секунди, падна 15% надолу. Еве.
Сега И сега ќе видиме кај ќе постави. Сврле па ќе врате назад, ама и овие двете се на критично. Сега овде го пазам, така? Да. Ова ми е. Сега е бодито дека ќе се отвори. Бодито на све. Телото. Оти ако е доджо, Малце не појасно. Нешто ми е малце појасно, тоа ми е вака, така, малце ми е нешто појасно. Многу убаво си ги совладал работите за толку време. Не се оптоварувај, ова е многу длг процес. И ја Не, јас не се оптоварувам, знам дека е процес и знам дека ми кажеш ти тренер од мене и ја уште учам за целата работа. Не мислам ни дека некош може да станеш ептен се да знаеш. ја не се плашам од тоа што ми е хаос и од што не знам многу работи, онака уопште не ми е фрка што ми е хаос, затоа што низ годиниве сум разбрал дека тоа е процес од учење. А хаос ти се расчистува нешто друго, ти станува хаос. И знаеш она чувство, сега имам чувство дека знам многу поише од пред 3 месеци. За 3 месеци да викам колку ништо не знаев пред 3 месеци. За месец дена да викам, Тино батали глума нема пари, таму зема треба. Па нема ни утредање пари, брат. Ако не, Тако си добар. ако си добар и порека, ако знаеш добар да Да правиш, правиш. и од тоа ќе направиш пари. Глума има пари, не знам кој ти рече дека нема пари. Дека е нов лог на Чекај, не ми кажувајте, молам. Ова. Ајде, точен одговор. Тоа гледаш на 2 минути е тука на црта и на 5 исто. Чекај. На 5, ова е истиот чарт само на 5 минути. Гледаш, ми го колку се она со сите свеки. И сега пример на 2 минути ба, го не направиш истиот. како зона и тука можеш како зона, пример бодито да биде едениот левел, да речем 91-66, а од другата опашката да биде горе. Ти на се Мало зоричка да, си сваќам. направи Ти на за- секое движење цело време си црташ мини левели. Многу важно. Ова го Тоа е- збориш у часовите? Некош го зборам, некош само пред. Не, дали да. Нека треба да се фокусираш и Поважно ми е, ја знаеш како театар. се продаде Знаеш стоп како лос. Стоп лосот, а? Ајмо. Извини. На 0.40 ќе отидеш? Да, 0.40. 0.45 ми е стоп лосо, 0.42 ми е продаден. Замисли. Знаеш? Подоле. Зошто? И па многу брзо е паднала цената, не е имало кој да купи по таа. Овде сега, ова е следното. Не. Чекај да ме посветите. Тука би рекол јас. Има логика? Ради овие? Тие да, тие се окей. Ово подито дека е на овие подито, те тука не. Баш, те тука не. Го погодив. Добро е ово. Да бе, само ваки да вежбаш, да. Го погодив, а нема левел, гледаш? Глупо. Посебно како е за интри, нели? Пред има некој тука у каналов овакво не сум отворија нао. Ај бе отворија нао од преска викаат. Ај уште тоа нао и стануваме. Многу време дечки се надевам. Кафе да пиеме, нам да одмориме малку. Убаво си поминавте. Имаше и профит, земавме ме колку пати. Имаше неколку трейда добри. Те ти ги? Еве ги бе. Колку? 100. Видео вчера свингува тај, Добра. првиот, после Добро. има видео, еден видео Процентите кај се? Стоп лос. Нема проценти, ама се на трейд зелата ќе ги извадат. Така. Robinhood со профит, Tesla со профит, Sofi со профит. Колку сега за вечера да ги Колку имаме. сега за вечера да имаме, а вината, ја што влегов еден сетап Nvidia што излезе. Добри сме бе? Извадивме за вечера. Добар ден се на се. Гледате тие што сте тука, ако сакате на лайв, горе-доле може ќе ги збориме и сличните исти работи. Па там ќе Ама гледаме таму нема да гледаме за трейдинг да збориме, да. Да. Ќе гледаме Па, по...
Па беше за општо, за некој за учење, за Да. Психологијата, за учење, психологија за да работи. учење. Да, во можеме да го изгасиме. Дечки, чао, фала што не Фала што ни гледате. беше гостин. Многу лајк ми направи, освежи ни го лајвот.